Со денешната акција во посебното основно училиште Златен Стремец започна реновирањето на спортското катче во објектот. Освен македонските представници, на акцијата се приклучи и волонтери од Европскиот волонтерски сервис. Директорката на училиштето, Марија Делик, информираше дека целата иницијатива е со цел обезбедување на соодветен простор за спортско-рекреативни активности за учениците со попреченост. Навистина една иницијатива која нема да застане тука и Златен Стремец ќе го добие своето спортско катче и ќе се створат соодветни услови за развој на рекреативниот спорт во нашето училиште. Градоначалникот на општина Кисела Вода, Филип Темелковски, изрази благодарност за сите вклучени во акцијата. Иницијативата ја поздравуваме со тоа што се праќа повик до граѓаните дека сите овие цел овој простор е наш заеднички, подеднакво треба да се грижиме за просторот. Сметаме дека само со директно учество на општината, но и на граѓаните ќе имаме поголемо чувство за собственост и сите подеднакво ќе се грижиме за целата општествена состојба. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски посочи дека со денешната акција се означува почетокот на проектот Биактив, што ќе се спроведува во текот на целото лето. Се надевам дека ова ќе биде една позитивна пракса каде што ќе се следи во другите општини, се со цел првенствено да ја зачуваме средината во која учат нашите ученици, секако и да вложуваме што е можно на некој начин повеќе да ги подигнеме сите оние стандарди и услови на учениците во училиште. Волонтерите порачаа дека морално е да се покрене свеста на граѓаните за чувањето на околината. Треба да се грижиме за нашата околина, поготово кога ја користат и деца со привилегирани потреби, како и младите луѓе од населбата. Веќе целиот објект е подготвен за да се донесат реквизитите и за да се слушне детската смеа.